лично сметам дека секој млад човек кој завршил факултет е вооружен со огромно знаење кое треба и мора во работата на работното место да го материализира. Вложените средства за школување од страна на општеството мора да се вратат во поголем обем. За тоа средината во која се вработува млад човек треба и мора да ствара услови. Ваквите напори за изналажање на внатрешни резерви во самата организација представуваат и предизвик за самодокажување. Тоа може би се и мотивите за ваквиот мој пристап кон работата. Хидроелектрана во Глобочица е деривационо прибранско построение со проектирана и инсталирана снага од 2 пута 21 мегават или вкупно 42 мегавати. За нето пат околу 100 метра и проток низ машините околу 50 кубици. Со пуштањето на електраната во работа, се покажа дека проектираните параметри не се остваруваат. Мојот интерес за разрешување во новој проблем потекнува и од специјалноста на факултетот кој го заврши во Београд, наиме дипломирав на смер енергетика, група хидраулика, и веќе поблиску ми беа познати работите околу ваков тип на електрани. За да се добие целосна слика каде се причините на загубите, 70-та година од страна на Институтот на Јарослав Черни од Београд извршено е комплексно снимање на состојбата, односно испитување на целата електрана, почнувајќи од доводот, степенот на корисното дејство на турбината, степенот на корисното дејство на генераторот. Резултатите на испитувањата ги потврдија поранешните сомневања дека дел од загубите се во доводниот тунел, заправо поголеми се од колку што бе во проектот предвидени. Понатаму, резултатите покажаа дека и вградените турбини не работат во оптимални услови на работа, имено максималните степени на корисното дејство паѓаат во зона на помали протоци. Овај проблем бараше по студиозно решавање и во тој смисол беше концептирано некако во кој правец треба да се одвиваат активностите. Прво, најважно прашање беше да се намалат губитоците во доводниот тунел. За таа работа, уште со доваѓањето во електранава, се запознав со инженер Несторов, кој веќе претходно имаше некои работи концептирано, и заедно со него покушавме да се огледаме пат на кој начин најлесно би се решил тој проблем. Наједноставно решение е секако да неравнините на тунелската облога се загладат по механички пат, на тој начин не би се променил пречникот на тунелот, а знаеме дека загубиве се право пропорционални со рапавост. За ова работа извршивме пошироки консултации со разни институти, производители на опрема и проектанти во нашава земја, а и надвор не е позната да постои некаква машина на кој начин тоа би се извршило. Понатаму, разрешувајќи го проблемов, дојдовме на идеја да покушаме да изработаме една студија за намалување на загубите преку диригирано работење на Глобочица, на тој начин што на крајот на тунелот би се изработил еден така наречен компензациони базен, кој би во ноќниот период, кога електраната не работа, би ја примал водата преку тунелот, нешто слично
како во системот на споени садови, а през ден електраната би ја користела водата од тој компензационен базен, заедно со додатна количина низ постојниот тунел. Идејава ја разработавме и во проект во фаза на целосно согледување на енергетските и хидрауличките можности. Остануваше уште да се разработи градежниот дел. Недостатокот на ова идеја разработена е во тоа што се јавува неопходност од потреба да диригирано возење на електраната. Како и ова работа не беше зрела за реализација, се пристапи можда кон третиот пат, која бара намалување на рапавоста во тунелската облога со нанесување на малтер, со загладување. На тој начин се намалува во одредена мера пречникот на тунелот, меѓутоа добивките од зголемувањето на нето падот преку намалувањето на рапавост се поголеми и таа работа се покаже како примамлива. За таа цел, од страна на градежната служба на Хидроелектрана Глобочица, организирана е 77 година изработка на пробно загладување на околу 100 метри на тунелската облога и од страна на Институтот повторно Јарослав Чени извршени се повторни испитувања какви се резултатите. Врз база на тие резултати, ја изработив ова енергетска студија во која претходно е повторен хидрауличкиот прорачун за стварни услови на тунелот и студијава имаше задача да одговори на повеќе прашања. Прво прашање беше колкава додатна снага ќе се добие со загладување на тунелот. Второто прашање е колкава енергија ќе добиеме со загладувањето на тунелот. И трето прашање, какви се новите параметри на работата на турбините на Глобочица. По првото прашање, недостатокот на снагата на Глобочица од цирка 8 мегавати, со загладувањето на тунелот би добиле некаде додатни 3,5 мегавати. По второто прашање за добивање на додатна енергија во вакви услови на возење на Глобочица, произлегува дека да се добијат од цирка околу 5 до 6% повеќе, тоа значи дека околу 10 милиони киловат сати електрична енергија повеќе со загладувањето на тунелот. Студијата одговори на прашањето за новите параметри на работа на турбинските кола. Имено овдека е анализиран случајот познат во пракса да зголемувањето на пропусната моќ на турбината се врши со корекција на излезните ивици на лопатките. Таа работа е анализирана целосно и се покаже дека во случај на Глобочица е економски неисплатливо. Се добива додатно зголемување на снагата на рачун на потрошувачка на вода, а од друга страна, анализирајќи ја работата на Глобочица, во текот на годината се покажува дека целосно, земено, вкупното производство на Глобочица се намалува. Према тоа, прашањето за поправка на сегашните турбински кола, студијата го отврли како економски неисплатливо. Денеска можеме да кажеме дека загладувањето на тунелската облога е целосно извршено. Наиме, од вкупната должина од 8 км на тунелот, проектирано беше да се заглади нешто повеќе од 6 км и со тоа се доби додатно зголемување на снагата на Глобочица од цирка 3,5 мегавати, фактички значи дека снагата на Глобочица денеска изнесува над 37 мегавати. За одбележување е и фактот што ова работа изврши градената служба во текот на годишните ремонти со ангажирање на предпријатија од локалното подрачје.
Бидејќи со анализите во студијата, а и од комплексните испитивања се знаеше дека целосно разрешување на проблемот нема да се оствари само со загладување на тунелот, се направи обид да се пронедат и решења во самата турбина. Еден од методите е да се изврши целосна замена на турбината, што во случајот на Глобочица е неекономично заради енормно големите трошоци на целата замена и проблемите кои искрснуваат од конструктивни причини. И другата идеја беше да се изврши анализа на корекција на излезните ивици на самата турбина, метода која е призната во пракса. Истото се изврши во оваа анализа и се покажа дека за Глобочица тоа е економски неоправдано, од причини што се добива одредено зголемување на снагата, меѓутоа целосно гледано во енергија се губи. Така се роди идејата да се во постојните габарити на сегашните кола се направи обид да се замени турбинското коло со ново од посовремен тип, претходно проверено на модел. Турбинското коло е најважен дел на турбината. Во него водната енергија се претвара во механичка енергија. Тоа е онај дел каде што водата паѓа. Да. И удира? И удира на лопатките на турбинското коло и добива вртење самата турбина. Идејава беше изложена во Турбоинститутот во Љубљана и по препорака на инженер Љубо Бизјак. Обавени се разговори со директорот на развој на Литострој, доктор Шукарев. Кога во Литострој се убедија дека од оваа работа може да испадне нешто, беа дадени 3 топографски диаграми на 3 можни модели кои можат да дадат турбинско коло што би се вградило во Глобочица. Од тие 3 модели повторно извршен прорачун, односно извршив прорачун во една посебна студија за турбинските кола вградени во Глобочица, која студија ги потврди резултатите од очекувањата. Наиме, еден од тие 3 модели покаже извонредно добри резултати, со што вградувањето на таквото турбинско коло во постојните габарити на сегашните турбини на Глобочица потполно би го покрило целокупниот недостаток на снага. Практично тоа значи дека би се искористила и останалата опрема, во прв ред капацитетите на доводните органи, генераторот и трансформаторите. Изработената студија беше дадена на ревизија на Машински факултет во Скопје, на Машински факултет во Белград и во Турбоинститутот во Љубљана. Резултатите од студијата се потврдени во ревизијата, така да се доби зелено светло за понатамошна обработка. Исврли и некои проблеми и прашања кои требаше претходно да се решат пред склучување договор за изведба на оваа работа. Во прв ред беше побегот на машината, односно зголемените оптеретување на генераторот при испад на агрегатот од мрежа. Таа работа се договори со Раде Кончар, повторно се изврши прерачуната работа и се потврди дека може таа работа да се заврши. Во студијата се покажа дека благодарение на добрите кавитациони карактеристики се отвара простор за понатамошно наголемување на производството на хајак во Глобочица преку рушење на излезната вада. Тоа практично значи дека би добиле уште 2%, околу 4 милиони киловат-сати додатна електрична енергија со реконструкција на излезните канали на
излазната вада. И уште нешто што е од особен интерес, се покаже во студија дека примената на овој модел, односно на изградба на ново турбинско коло по овој модел, овозможува форсирано возење на хидроелектраната во услови на зголемени дотоци. Тоа практично значи да се остваруваат нови киловат-часови на електрична енергија со намалувањето на преливите. Расчистување на сите овие прашања бараше ја истакна потребата за изработка на модел. И то таков да во постојниот модел на Глубочица се извршат корекции према новиве турбински кола. Тој модел е договорен, изработен и испитан во лабораторијата за турбински машини во Љубљана. Резултатите ги потврдија сите понапред искажани во студијата заклучоци и послужи како основен документ за склучување на договор. Договорот е склучен за изведба на овој потфат со Литострој и во оваа година очекуваме да веќе го градиме првото турбинско коло. Замената на турбинското коло ќе се изврши во склопот на капиталниот ремонт на турбинската опрема, што некако временски се поклапа и со време трајањето на опрема. Наиме, Глубочица е скоро 20 години во погон, а 20 години работа е оптимално време за превземање на капитален ремонт. Капиталниот ремонт, заедно со промената на турбински кола, ќе чини некаде околу 5 милиарди стари динари. Од тоа, на промената на турбинските кола отпаѓат нешто помалку од 3 милиарди. Рековте 5 милиарди и 600 милиони ќе бидат вложени во ремонтот кој настанува после 20 години заедно со вметнувањето на новото турбинско коло. Иако ги земиме 4,5 милиарди што сте ги вложени во реконструкција на тунелот, тоа значи некаде околу 10 милиарди стари динари вложени во оваа иновација. Ве молам, колку економски е сето ова исплатливо и што значи ова за електранава и пошироко за нашава заедница? Од извршената техничко-економска анализа за подобноста на овој захват може да се каже следно. Дека загладувањето на тунелот, промената на турбинските кола, заедно со капиталниот ремонт, како што рековте, во вредност од некаде 10 милиарди, обезбедува додатна снага на Глубочица од над 8 мегавати и годишно просечно додатно производство од 30 милиони киловат сати. Тоа значи да по цена од 1 динар за киловат час електрична енергија, целокупната инвестиција се исплаќа за некаде околу 2 години. За вакви објекти денеска во нашава земја се смета дека се економски исплатливи по вредност од 10 милиарди стари динари по инсталиран мегават, а инвестицијава на Глубочица од цирка 1 стара милиарда по мегават кажуваат дека 10 пати е поисплатлива во случај да ваква снага се вгради во некоја друга електрана. И сето тоа е правено на цена од 1 динар по киловат, кој денеска
веќе ја нема. Денеска 1 киловат е некаде околу 4 динари, така ли? Тоа е правено анализата своевремено кога на Глобочица толку се плаќаше за произведен киловат-час струја. Во прорачунов на ценава на коштење на овој захват се калкулирани и трошоците за ремонтот, а во една поранешна студија покажав дека самиот ремонт да се изврши се исплатува во рок од неполни 2 години, бидејќи одредени делови на самата турбина се во таква состојба да имаме влошување на степенот на корисно дејство. Имено конкретно се работи за волуметрискиот степен на турбината, кој е сега понизок заради тоа што се лабиринтите пропаднати. И само измената на тој дел би ги покриле трошоците на целокупниот капитален ремонт на машината. А рековме дека ова го калкулираме во целокупниот захват. Па и по тие основи исплаќа дека е извонредна ефтина инвестиција. И на крајот, дали сте сега задоволен после 10 години работа на овие иновации, проекти, што ќе постигне ова електрана теоретската, односно незината права снага како е вградена и дека нема да се губат 10 мегавати што се губеле изминативе 20 години. Во секој случај задоволство е еден труд конечно да вроди со плод. Наиме целокупно овој напор кој е вложен, кога се гледа дека се исплатува, неоспорно е задоволството во оваа работа. Може да кажам сега сме во тек на припреми на тој капитален ремонт и во оваа година се надеваме дека едно турбинско коло ќе го вградиме и ни преостанува на овој захват уште да се дореши прашањето со понатамошно зголемување на енергетските вредности на Глобочица преку реконструкција на излезната вада. Да има и таму можност, нели? Има и таму можности, веќе понапред спомнавме дека 2% на енергија од тоа е околу 4 милиони додатни киловат сати. Овие турбински кола овозможуваат во случај на поголеми дотоци да се форсирано возат и снагата на Глобочица да ја префали вредноста и од 44 мегават. Значи ли ова како искуство што вие го правите во хидроелектрана Глобочица и што го направивте и што ќе го правите, мислам, во текот на летото, за другите хидроелектрани во Југославија? Секако, ваквите инвестиции се покажа релативно ефтини и потребно би било, поготово во склоп на капиталните ремонти, да се изврши анализа за замена на турбинските кола. Бидејќи капиталните ремонти сами себе се исплаќаат и најминимална добивка може да биде од голема корист за електраната. Поготово ова го истакнувам за електрани кои се постари и подолго време во работа.